Почитувани, добар ден, време е да стартуваме со црвена линија. Додека во светот се водат конфликти за чиста вода, Македонија, иако располага со природни богатства како Охридско, Преспанско и Дојранско езеро, реки и извори на питка вода, грижата за нив како да изостанува. Водата во езерата ни е на најниски коти, а многу реки се загадени. Вода за пиење се губи и во старата инфраструктура, во некои општини до 80%. Дали доволно ја цениме водата што ја имаме или ја губиме без да бидеме свесни за незината вредност? Тоа е она за што ќе дискутираме денес, почитувани со вас. Добре дојдени сте сите, а верувам и секој ден од вас ќе сака да ги даде одговорите на ова наше денешно прашање. За учество во црвена линија доволно е да се заврти нашиот телефонски број 02307 0005. Секако ве потсетувам да бидете активни на социјалните медиуми. Најнапред ќе укажеме за анкетата која што е составен дел на секој едно издание на црвена линија, објавена е во текот на целиот овој ден. На прашањето можете да го одговорите, односно да учествувате во неа, доколку не заследите на Инстаграм. Значи, она што ви треба е профилот на црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Откако ќе не заследите, кликате на Инстаграм сторија, таму црвена линија денес ве прашува дали пиете вода под А од чешма или пак под Б флаширана вода. Кликајте на вашиот одговор, односно на полето кое што го содржи вашиот одговор. Резултатите ќе бидат објавени кон крајот на ова издание на Инстаграм стори повторно и секако ќе ги објавиме некаде по рекламите во црвена линија. Резултатите најчесто од анкетата се пресметуваат во проценти. А за оние кои што ќе учествувате во живо, една исклучително важна напомена, штом го завртите бројот 023070005, ве замолувам веднаш и да го намалите тонот на ТВ приемникот, бидејќи доколку не го сторите тоа, ќе ги изгубите оние 90 секунди во проверка на тоа дали се слушаме, дали сте вклучени или неретко се случува да мислите дека некој друг зборува наместо вас. А што се однесува до темата и денешното издание, ќе го започнеме и со прилогот на Теја Димковска. За чиста вода во светот се водат војни. Сепак постојат држави како што е Македонија, каде резервите се големи, а недоволно ценети. Честопати во нашето општество можеме да видиме загадени речни и езерски корита, а мебелот и пластиката стануваат дел од нивниот декор. Малата општествена свест за водата никако да се зголеми, па така пивката вода денес се заменува со флаширана, како можна поздрава опција. Многумина од луѓето кои ги прашавме сметаа дека старите водоводни мрежи треба да се обноват, но и дека е потребна поголема екоакција за подигнување на свеста за заштитата и зачувување на пивката вода. Водата, под моја предпоставка, сега почнувам да пијам повеќе флаширано, особено и за децата. Моја предпоставка е дека, затоа што гледам дека притисокот паѓа, старе водоводот и предпоставам дека со таа инсталација и со таа водоводна мрежа дека ние имаме неквалитетна вода за пиење. Треба да се поработи на квалитет, многу хлор има и бигор. Лош квалитет, затоа што цевките треба да се променат. Во тоа е работата и затоа пијам флаширана вода. За загадувањето треба секој, еве, од мали нозе, децата треба да ги учиме. Треба образованието да се поправи, треба од дома. Многу работи треба да се поправат. Денес се одбележува Светскиот ден на водата. Од Управата за хидрометеоролошки работи ја истакнаа важноста за значењето на водата, кој денес останува еден од најнерамномерните распределени ресурси. Директорот на управата Игор Лазаровски истакнува дека треба многу да се внимава на околината на изворите, од каде се добива водата за пиење, бидејќи секогаш постои ризик од нејзино загадување. Тие како управа континуирано прават анализи за квалитетот на водата на реките и езерата, но и на подземните води, се со цел да се следи состојбата, иако е потребно да се апелира, ако има загадување. Сепак тој нагласи дека е потребен поголем инспекцијски надзор, кој е клучен во справување со загадената вода. Во Македонија водата не се цени доволно. Ние водата ја сваќаме здраво со готово. Македонија е богата со извори на вода, чиста вода, меѓутоа треба да се обрне поголемо внимание на нејзина заштита и да се однесуваме малце по совесно кон трошењето на водата. Секогаш има потреба од поголем инспекцијски надзор, инспекторатите во државата секогаш имаат недоволно кадар, недоволно ресурси, секогаш може да се обрне
повеќе внимание на ова и треба се обрне, бидејќи водата значи се, без вода нема живот. Покрај поголемата општествена свест за зачувување на водата, во државата е потребно и обезбедување на поголеми инвестиции, кои се клучни за чисти реки и езера. Во Македонија недостасуваат голем број на пречистителни станици, па така отпадните води се влеваат во реките и ги загадуваат. Сепак, за да сакаме да ја видиме промената, треба да започнеме од себе си, така што можеме секој пат кога ќе ги миеме забите да исклучиме чешмата и да зачуваме пивка вода за која подоцна ќе бидеме благодарни. А сега е време да ве слушнеме вас. Подсетувам за оние кои што подоцна се вклучевте на црвена линија за учество, само се врти нашиот број 02307-005. Тоа е доколку сакате во живо да бидете дел од ова денешно издание на црвена линија, во кое што ве прашуваме дали според вас почитувани и правилно се однесуваме кон водата за пиење, колку сте и задоволни од квалитетот на водата од вашето место. А ќе подсетиме дека во светот, додека во светот се водат и конфликти за чиста вода, Македонија иако располага со природни богатства како што се Охридското, Преспанското, па и Доријанското езеро, реки и извори на се уште питка вода, грижата за нив како да изостанува. Па и дали ви се чини дека и доволно се грижиме за овој непроценлив ресурс кој што се уште го имаме и се уште имаме питка вода. Но и секако ќе го поставиме прашањето кое што денес е јанкетно на црвена линија, а тоа е почитувани дали пиете вода од чешма или флаширана вода. Добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме, се говорите. Повелете. За квалитетна вода Скопје има меѓу една од најквалитетните води после Виена. Виена е на прво место во Европа, додека Македонија е на второ место. Имаме доста квалитетна вода, треба да ја сачуваме, треба да едноставно да негуваме на секое затнување на чешмата или ред други работи, да ја штедиме таа 2 литра, 1 литро, оти на некој друг можеби и му требало повеќе од сето тоа. Да споменеме за овие градски водовод и оние рурални средини каде што нема воопшто постојано водоводни цепки. Еве, Кучково, долна зона што е Викеница, од место викано Габарче или Ѓорчевска Веденица до Свети Трипун, нема овие претходни градоначалници немаат постојана воопшто водоводна инсталација за вода за пиење. Тоа е катастрофа. Имаме бунари горе, има вода низ Кучково, колку сака да прават бушети. Какви одговори добивате од надлежните со оглед на тоа што верувам поставувате и барања за поставување? Мува не ги лази. Тина мува не ги лази. Никој ништо. Требаше денеска да го повикате градоначалникот на Ѓорче Петров, кој доби втор мандат, обеќе дека ќе стави водовод, комплексно нова инсталација за долна зона 69 викендици. Плаќаме данок, плаќаме се поштено, нема. Комшијата мој избуши бунар го кошта 7.000 евра тина, тоа се многу пари. Пази, техничка вода. Така, благодарам за споделеното со гледачите на црвена линија. Сега ко останете и продолжете да не следите и понатаму. Накусо ќе ве префрлам на просторот каде што секако можете да бидете активни за црвена линија. Доколку така ви е поедноставно, полесно или едноставно не можете да се вклучите во живо. Просторот е Facebook, профилот на црвена линија и профилот на Телма телевизија. Темите редовно ги објавуваме на двата профила, а коментарите, односно вашите одговори, секако ги читаме во рамки на секој едно издание, меѓу вклучувањето гледачите во живо. Па еве како изгледаме на Facebook. Прашањето е дали правилно се однесуваме кон водата за пиење. Продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Добар ден. И среќен ден нека ви е. Среќен ден, повелете, ве слушаме. Јас мислам дека ние не се доволно добро однесуваме кон водата за пиење. Затоа што водата за пиење треба да се користи исклучиво во домаќинството за пиење, за перење, за миење садови и тие работи, а не да се искористува водата за наводнување на ниви. Затоа што голем број од водата се искористува и се фрла во
и се наводнуваат бавчи, ниви и 300 работи, што не е потребно, затоа што водата е богатство на земјата, што треба многу да се негува и треба да не се фрлат пластични шишиња и различно ѓубре во реките. Голем број од реките во Македонија се мртви реки. Не постоje веќе живот у нив, затоа што таа реки се загадени до тој степен што живиот свет не може да обстане. Значи, исто така треба да се смене инфраструктурата на водоводните цевки, затоа што цевките се од 70 година и се рагиосани и се користи големо количество на хлор во водата за пиење. А самиот хлор е штетен за организмот. Благодарност за одговорите и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Почитувани особено за вас кои што ќе дебитирате можеби денес и за прв пат ќе се вклучите. Имајте на ум дека правилото за време трајање на едно јавување во Црвена линија е 90 секунди. Но ве охрабрувам истовремено дека секогаш сте добре дојдени и повторно да се вклучите во рамки на едно издание, доколку оние 90 секунди кои што се предвидени не ви се доволни. А секако тука е просторот, ќе повторам, на Facebook. А ние понатаму ве прашуваме, еве, дали правилно се однесуваме кон водата за пиење, дали доволно и ја цениме, го цениме фактот што навистина се уште можеме да се пофалиме дека имаме питка вода, но и како се однесуваме генерално кон овој бесценет ресурс, бидејќи водата е живот. Добар ден. Здраво. Здраво, во Црвена линија сте. Па види вака, ја баш и не би кажал дека се грижиме многу кон водата ние овдека, овдешниве, затоа што еве да речеме Рашче од пред 30-40 години не е више Рашче како што е сега, да речеме. Значи, тогаш беше Рашче нешто што беше како некоја војна тајна, како да ти кажам, не смееше таму да пипне секој кај базените, кај што се изворите. А сега секој може таму да навлезе. Искра било и да направи некоја диверзија таму. А додека на времето и војска и полиција го чуваа тој извор, сега не верувам дека војска и полиција таа работа обавува. Инаку имам идено таму кај изворите и можам да ти кажам дека сега е чиста среќа што функционираме се уште, што не се случило нешто. Гледам и по водата што тече низ чешмите, да речеме, зашто децении немам видено да се хлорисуе. Порано, да речеме, се пушташе хлор, па еден период беше водата бела. А сега е бела вода, немам видено, па од памтивек. Не знам колку секунди имам уште баги, не гледам. Уште некој 8. Колку? Сега веќе 5. Поздрав, господја. Поздрав, благодарност за учеството. Секако продолжете и понатаму да не следите. А во однос на она за што дискутираме, почитувани, ќе ви дадам и насока каде е редовно да кликате за да бидете целосно и квалитетно информирани за сите вести врзани како за дома, така за регионот и светот. Се што ви треба е tilma.com.mk во однос на темава, задржите го вниманието на овој наслов. Чиста вода во Македонија има, но грижа за неа и да нема. Па еве, се сложувате ли со оваа констатација и дали сметате дека правилно се однесуваме кон водата за пиење? Колку сте задоволни воопшто од квалитетот на водата во вашето место? Дали пиете вода од чешма или флаширана? Добар ден. И убав ден ако сум јас. Секако вие сте. Повелете. Па да ви кажам, релативно ние имаме Скопје, има многу добра вода и Скопје има многу вода. Јас ќе ви кажам, од дека Гран Престиж кога го градела, то месеци водата не може да извадат темели да стават на зградите. Значи ние располагаме со толку вода, а така се однесуваме ноншалантно, не знам што да кажам. Значи веќе кажам конкретно за овде кај мене овој Тафталиџе, кажи го Карпуш, тука абе лежи на вода. Зошто да не
на многу места издупчено хидранти и ги има вода за било што е улици. Во времето кога ги миева улиците, овдека кај мене на Лондонска пунеа цистерните со вода да ги мијат. Значи имаме, меѓутоа ние сме, не знам како да кажам, каков народ. Сега расче на овако, значи сега овие што го слушнав претходниот гледач од Кучко, од каде рече, срамота е у 21 век вие да немате вода, значи да немате чешма. Не знам, прават те и се што каже ги сали, паркови, абе чекај, за се има време. Прво инфраструктура, одвод, довод, пак морам да направиш сегде како сакаш да бидеш како држава. Сега ние со водава што си играме играчки некој, мене флашираната вода бакши за ние даеш нема да ја пијам. Вие флаширана вода у 100 дека не знам колку време, ајде да кажам у пластика, и вие ја пиете таа вода, Боже ме почиста него од чешма. И не знам како може да се дозволи нам некој да пуни. Благодарност за одговорите и секако за учеството во Црвена линија. Напомена една важна, внимавајте и на тајмерот. 90 секунди се предвидени за едно јавување. Од тие причини тајмерот го прикажуваме и на екраните, за да можете да го координирате времето и да имате увид додека нели сте вклучени во програма. Уште еднаш ве потсетувам, бидете активни и на Facebook, пристигаат и првите коментари, така да се што ви треба и ако така ви е полесно е нашиот профил Црвена линија на Facebook. Дали ќе може да покажеме, уште еднаш ве молам, дали правилно се однесуваме кон водата за пиење. Пристигнаа коментари, но одиме и понатаму со гледачите во живо, а наскоро ќе почнеме и со читање на истите. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, ве слушаме во Црвена линија сте. Се јавуваме од Битола. Добро. Имаме вода, ние од Битола, 2 езера полниме. Ве слушаме, продолжете. И тие езера што се полнат, нигде нема пречистителна станица. А двете езера ги полниме, никој не води рачун за чистота на водата. Стрежево езеро и Тиквешко езеро. Тиквешко езеро се наводнува, Сева Струмица, неготино таму, каде што водата се користи за наводнување на производи што ги јадиме. А никој досега не дошол да види во тие езера водата од кај се влива. Нигде од селата кај што иди од планината Пелинскер, водата сета е непрочистена. Дали е постоела иницијатива досега да се алармираат надлежните во односно? 2 пати се имам јавено јас вака на телевизија и никој нема ништо досега. Добро. И уште ова да ве прашаме, сметате ли дека имаме правилно се однесуваме кон водата, штедиме доволно, не загадуваме? Кај на Селагонија правилно се однесуваме кога ќе наводнуваме за полињата што ги наводнуваме и растенијата. Али ова што ви кажувам. Така, благодарам што и ве споделивте со јавноста и во ова денешно издание на Црвена линија. Добре дојдени сте сите почитувани. Денеска фокусот го ставаме на нешто што е всушност бесценато, односно водата, кое што представува живот, но навистина и како земја се уште е факт дека додека во светот се водат конфликти за чиста вода, Македонија располага се уште со природни богатства, водни површини како што е Охридското, Преспанското, Доранското езеро, реки и извори на питка вода. Но дали ви се чини дека доволно совесно и одговорно се однесуваме кон овој ресурс или пак безмилосно ја трошиме водата, а она што уште повеќе загрижува, неретко почнавме децени наназад и да ги загадуваме водите кои што се символ на чистота, па неретко и питки извори. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Така. Многу добра тема, знаеме водата, ќе неопходна за живот. Би рекла се вака едно кратко за жал. Еве да споредиме, водата стана бизнес. Пе 30 години некој да каже дека ќе купуваме нели вода флаширана, ќе чесме како да не имаме убава вода. Сега очигледно за жал водовод не се врши работата, нели цевки да се сменат, а некако гледам луѓето
пак за жал многу се навикнале да купуваат флаширана вода и тоа стана еден бизнис и стана нови бизнисмени, нели, се купува вода и тоа е бизнис. Значи, прво Скопје не е некој 5 милионски град, значи може. Да реков, прво што треба исто да бараме ние како граѓани, водовод си плаќаме вода, да. Секој 3-4 години докаде треба целиот цевковод, значи цела Македонија да се реновира цевките, да имаме квалитетна вода, да не купуваме, тоа што стварно е чудно. Едно е кисела вода да купуваш, друго збориме обично флаширана вода. Значи нема потреба тоа. И сега би рекла општо нели за хидропотенцијалот. Ние прво кечаме ајде дантиката од античко време, значи реките се регулирале уште пред 3000 години. Ние сега кечаме уште пак. Што се чека Вардар, нели знаеме. Ние Скопје, Велес, Гевгелија завршат. Тие треба само кај Гевгелија да го регулираме Вардар и нели со тоа да го напојме да речем водно. Дојран. Значи, еден цевковод се прави низ Вардар и тој цевковод сваќате ја чисти водата и зашто Дојран, на време наше нели туристичко место, да не се наводнува со Вардар. Че знаеме дека тоа е најголемата река. Имаме Дрим у западна, кој исто може Преспанско да го наводнува. Значи, како иде Преспанско може со Дрим, Вардар со Дојран. Благодарно за учеството во Црвена линија. Ви замолувам секако бидете предпазливи во однос на тајмерот. Го имате на екранот, 90 секунди е време трајање на едно вклучување, од тука и линијата автоматски се прекинува. Ке повторам благодарност до гледачката и секако секој ден од вас е добре дојден, па така е и таа, доколку сакате да се надополните. А еве, кога веќе зборуваме за водата, ке уште една вест, Охрид СОС бара и заштитни зони околу Билјанини извори за да се зачува питката вода. Поточно, граѓанската иницијатива Охрид СОС повикува да се воспостават заштитни зони околу Билјанини извори, едно од главните извори на питка вода во Охридскиот регион, со цел да се спречат загадување и ризици за здравјето на жителите и туристите. И зошто се бараат заштитни зони? Заштитни зони се области околу водните извори каде што се ограничени или забранети одредени активности што може да го загрозат квалитетот на водата, например градежни активности, индустријски дејности, депонии и други потенцијални извори на отпад, интензивен сообраќај или земјоделство. Па добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Па еве се работеше за Битола. Да. Мислам, ништо не е точно. Битола има добра питка вода. Негде од околу, можам комото да речем, околу 95% во напојувањето водата е добра. Освен, например, кога има големи дождови, кога има некои поправки на системот за вода, за пијачката вода. И така некои случаи можат, инцидентни случаи. А тоа што беше за, мислам, за овие отпадните води, што не е направен колектор, тоа е точно. Значи, меѓутоа, тоа не е тема на ова емисија. Мислам, овде се работи за пијача вода. Дали еве доволно го цениме овој ресурс водата? Дали доволно ја штедиме, одговорно ја користиме? Тој што штеди. Тие што имат куќи си наводнуваат градини едно друго. Тие работи ние во зградите се знае. Пиеме, се капиме, тоа е. За тоа користиме водата. Немаме шанса за друго ништо. Пиете претежно вода од чешма или флаширана? Еве тоа ни анкетно прашање. Да. Најверојатно времето истече, но големо благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Ве потсетувам и доколку се прекине врската нели автоматски на 90-та секунда, додека трае Црвена линија можете и повторно да се вклучите. Ајде да се префрлиме онаму каде што имаме коментари, односно одговори на денешното прашање, тоа дали доволно и правилно се однесуваме кон водата за пиење. Еве што напиша Тихидон. Водата од градски водовод, тоест од изворите Кораче, може би квалитетна за пиење, но е многу хлорирана, бигор колку сакате, затоа ја филтрирам преку бокали за прочистување. Не се грижиме доволно за природните богатства, затоа и неповратно ги губиме.
Благодарам за Тихи Дон. Продолжете, бидете активни, пишувајте коментари. Добар ден. Добар ден и убав ден да се доискажам, ако може. Секако. Сега вакам, значи јас ќе кажам од каде пијам, мислам користам од дома, пијам не, дека не пијам, меѓутоа, овај повеќе пијам вода од црква на Свети Јован Крстител, има огромни карпи таму, со таа вода тече со векови. Не само ја, пуно луѓе идат и пунат. Значи, толку е квалитетна таа вода, што да ви кажам, ми беше муабетот дека спех дека има вода кај нас. Значи, ние од таму пуниме и пиеме и многу луѓе. Значи, не сум овакото. Така да, значи, Македонија, ајде да речем и Скопје, Македонија има еден куп вода, например, водно на времето, таму имаше не знам ја колку чешми, што пиесме и што пуневме и све. И водно джабе не се вика водно, лежи на вода. Значи, све имаме, меѓутоа, ние не знаеме. Ние сме, како да кажам, можеби малку неубаво ќе звучи со честно исклучот и секој пункт има, зашто целиот народ не е истин. Некој пази, некој се луксузира, едниот не може да пие, другиот, како што кажа, пуно користи за се и се што. Така да, ние сме таков народ што ние што ќе видиме. Зошто да пиеме толку фалширана вода, кога ние пред колку години пиевме вода од чешма? Значи видовме Грција, Турција, натака пие, дајте и ние. И сега како може некој да станува, да екзистира, да станува милионер од државен ресурс? Значи тоа е вода извор, тоа е ничива, тоа е на народот, на државата. Значи не можам тоа да го сватам и тоа треба. Благодарност за повторното вклучување. Секако ни понатаму ве прашуваме, еве дали сметате дека доволно правилно се однесуваме кон водата за пиење? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали сум ја на линија? Да, на линија сте, повелете, ве слушам. Благодарам. Павака, прво, водата е нешто свето и треба сите да се поклонуваме и да се крстиме, да се клањаме, што се вика, затоа што ние, нашиот организам е 65 до 75% вода. Без вода, без воздух не можеме. Значи, тоа се два основни елементи кои што мора да ги користиме до крај на животот. Сега, во светот дека само 3% од питката вода може да се користи во исхраната, во хигиената и така натака. Значи, меѓутоа и тие 3% еден ден ќе ги изгубиме, затоа што воопшто не водиме сметка, значи дека и тие 3% еден ден ќе ги снеаме. Глечерите се топат, Сибирот се топи, значи сето тоа оди во море, каде што таа вода не се пие, дури и ако се пие, тоа многу перипети има во тоа. Значи, на некој начин треба да водата да чуваме, што се вика козеница во око. Сега, во мојот охрид, да речам, ние користиме вода за пиење од езерото. Да речам, за сега е добра, се користи, што се вика таа вода, се од длабочините тамо некаде, не знам како што прават. Меѓутоа, за сега не сум приметил дека водата не чини, но, значи, Македонија како држава, како простор, има квалитетна вода, имаме добра вода и, значи, затоа и се залагам и секогаш. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Ви подсетувам само, имајте го во предвид времето, верувам го гледате тајмерот на екраните, за да не изгледа дека намерно ве прекинуваме, но правилото е такво. 90 секунди и автоматски се прекинува линијата. Ние ќе ве навратиме на случувањата од Струга, односно ве подсетувам, кликајте на telma.com.mk, насловот е од 21 овој месец, водната криза во Струга ги разоткри слабостите на јавното предпријатие Водовод. Хаваријата кај изворот шум на почетокот на февруари ги извади на површина и долгогодишните проблеми на Струшки Водовод. Предпријатието се соочува со долг од над 4 милиони евра, кадровска неекипираност, недостиг од механизација, а новиот директор Јован Мечкаровски вели дека секојдневните дефекти се санираат со позајмени машини. И ќе подсетиме дека покрај техничките проблеми, водоводот страда и од голема загуба на вода, дел поради кражба, а дел и поради дотраена мрежа. И кога сме кај Струга, ќе подсетиме дека по еден месец
вистинска голгота, мора да признаеме. Стружани повторно добија безбедна вода за пиење, каде што нели главниот извор беше загаден од градежни работи. Па од тука и ве прашуваме, Македонија може да се пофали со питка вода, дали ве доволно одговорно се однесуваме кон овој ресурс, го штедиме или без милосно го користиме, не размислувајќи за она што може би може да се случи, а тоа е да го изгубиме овој ресурс. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Темата ви е одлична. Благодарам. И сакам да кажам неколку збора. Само ние прилепчени што знаеме што значи да немаш вода. А со вакво однесување кон водата ние ќе ја немаме. А ние по старите прилепчани ја плативме нашата вода со 8 години само допринос. Од мојата фамилија, мене што работев на мажот ми и тутун што садевме на сите ни запира процент од парите земени за вода. И сега водата ќе се ископа една шахта за да се поврзи некаде водата, нешто се случило, а бе со месеци по улици тече. Со месеци по улици. Никој не ја фаќа, никој не ја санира. Не знам, безбедна е водата што ја пиеме, убава е студенчита. Меѓутоа, не ја чуваме, не се однесуваме правилно. Благодарам. Ви благодарам и вам. Покуси од предвидените 90 секунди, но сосема јасни. Одиме повторно на Facebook и продолжуваме со она што го напиша Горан Чоков. Нашата вода важи за една од најдобрите во регионов, па и пошироко, поготово водата за пиење која користиме во домовите. Квалитетна. За жал, водите во нашите езера ги запоставуваме во последно време, со помалку или воопшто ич грижа. Што е тоа и зошто е така, самиот на себе не можам да си одговорам. Жално. Благодарам што одговорите на нашето прашање, Горан Чоков, и верувам дека во моментот не следите и во живо. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Среќен ден, Тимче, среќен ден. Среќен ден и секој добро и вам. Поздрав до сета ваша телевизија. Благодарам. Ви, овде слушателно Свети Николе, ние користиме вода од Злетовица, што релативно може да се каже дека е со релативно добар, мислам, добри перформанси. Така да, али иначе како луѓе воопште во Македонија, не се однесуваме баш најпожелно према питката вода. Затоа што ние имаме доволно во ресурсите, но може да се десе да ја снема некогаш и тоа ќе биде многу тешко за луѓето. Оти водата е еден од условите за живот. И затоа викаме дека треба да се однесува малку по-култивизирано, а не така како сега ноншалантно да ја загадуваме водата во реките, па и во езерата, тоа се питка вода е тоа, и што може да се искористи. Може да се искористи и за износ, пример да речемо, ама ние многу лошо се однесуваме према водата питка. Дали користите за пиење вода од чешма или флаширана? Од чешма, од Злетовица. Од Злетовица користи. Така, ајде. Голема благодарност за вклучувањето во црвена линија и секако поздрав до гледачите од Свети Николе. А еве и неретко се срекаваат и вакви податоци, а тоа е дека застарената водоводна мрежа, например во Тетово, 21% е со канцероген азбест. Всушност 21% од цевките на водоводната мрежа во Тетово содржат азбест, канцероген материјал кој во некои земји веќе неколку години е надвор од употреба. Овие стари цевки се причина што во мрежата се губат големи количини на вода и не стигнуваат до граѓаните. Сдруженијето Подобро за Тетово предупредува дека овој проблем може да се реши од темел, а директорот на јавното претпријатие Водовод ветува решение. Дали правилно денес во црвена линија ве прашуваме и се однесуваме кон овој непроценлив ресурс, а тоа е водата, дали доволно ја штедиме или неретко безмилосно ја трошиме. Иако имаме се уште може да се пофалиме и како квалитетна и питка вода. Добар ден. Добар ден, Тина.
Поздрав до вас. Поздрав и до вас и до телевизија Телма. Вака, најдобра е Скопската вода, една од најдобрите. Многу напоменавте за азбестниве цевки. Треба по населбиве што се после земјотресот во 63-та, веќе полека да се заменуваат од Скопски водовод, да ги заменуваат тие азбестни цевки, затоа што има многу големи, значи, населби се уште со тие азбестни цевки, но среќа квалитетот е одличен. А сега дали се однесуваме правилно кон водата, мислам дека не, затоа што треба да ја штедиме, затоа што треба да сме среќни што ја имаме таква пивка, едноставно квалитетна, а не се слагам тоа дека купечката е со поквалитетна. Не, купечката не е квалитетна. Па Иве, каде го гледате за родишот за да почнеме нели да се грижиме и да бидеме свесни за вредноста на водата? Најверојатно ни се исклучи гледачот. Добро, покусот оние 90 секунди, но сосема јасен поздрав и продолжете да не следите и понатаму. А ние ве подсетуваме дека за чиста вода во светот се водат војни. Сепак постојат и држави каква што е нашата, каде резервите се големи, ама недоволно ценети. Често пати во нашето општество можеме да видиме загадени речни и езерски корита, а мебелот и пластиката стануваат дел од нивниот декор. Малата општествена свест за водата никако да се зголеми, па така питката вода денес замената е со флаширана како можна поздрава опција. Па ви се чини ли, почитувани, дека имаме свест за тоа со каков ресурс располагаме, со оглед на тоа што ќе подсетам за питка вода, особено се водат војни, и дали е доволно ја штедиме или продолжуваме понатаму несовесно да ја трошиме и да се однесуваме кон водата како таква. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас и гледачите. Благодарам многу. Како прво би почнал за водата, ние како држава немаме нафта и газ за да се надеваме на нешто подобро, а тоа водата секако дека ќе биде еден дел од нешто најскапо во светот што ќе се оскудева, цел свет да оскудева за тоа. Мислам дека многу малце, скоро не водиме сметка за водата, дефинитивно, ако кажеме дека имаме убава вода, све, ама на секој чекор, не само што не ја користиме рационално, едноставно ја поклонуваме на други, од страна сите сега и дури земјоделството без вода, летно време кое топло не се направеа некои вештачки езерца за наводнување, за икс работи, значи за нели да се наводнуваат растенија, нели дрвца она, а ние водата така не истекува од државата, а за пивката вода да не правиме мовест дека не се цени, се поише се загадува. Така, благодарам многу за вклучувањето и еве дел од коментарите. Мири Узунова напиша: пиеме вода од чешма, цел живот во Скопје Капештец. Пред 2 години се смени квалитетот видливо, но не се пиеше повеќе. Поминавме на бокал за механичко прочистување, флаширана вода не пиеме. А Жарко напиша: јас сум многу задоволен од квалитетот на водата во Куманово, но генерално потребна е многу поголема грижа за сите наши водни ресурси, зашто треба да се вклучат и повеќе државни институции. Почитувани, време е за реклами. Па да погледнеме какви се резултатите од денешната анкета на црвена линија. На прашањето дали пиете вода од чешма одговорија 57%, а флаширана под Б, овој одговор го дадоа 43%.
Благодарности за ова денешно издание на Црвена линија, кое е ваше, почитувани гледачи, а секако нова тема и нов предизвик во истото време утре. Што се однесува до програмата на Тилма, секако не го менувајте каналот, следува репризното издание на Бизнес Објектив, а редовно и кликајте на tilma.com.mk. Доведување.